сега да им посакам добро утро на Сузе и на незината гостинка, професор доктор Викторија Трајков, која што не само што е универзитетски професор, туку е дипломат од кариерен дипломат, така му доаѓа. Добро утро до двете. Добро утро и благодарам на поканата. Ќе имате интересна тема, тоа е жените во дипломатијата, па да прашам самиот почеток, ги има ли доволно и зошто не? Ги има доволно, меѓутоа може повеќе. Секогаш повеќе. Суза, не само што ќе ти кажам добро утро, туку ќе ти заблагодарам и ќе те пофалам пред гледачите да ми кажам дека си многу вредна, додека јас разговарав со нив, ти дојде порано и го декорираше студиото со нови перници, новогодишни. Празници се, ова е најубавиот период од годината, деновиве многу е актуелен онај термин данок на луксус, па малце барем да се чувствуваме луксузно, кога не можеме вистински барем овде да си направиме магија во студиото. Да глумиме малку луксус. Да. Убава тема имате, така што не би ве задржувала повеќе. Морам да ти кажам дека конкретно јас имам многу, бидејќи имам едно божиќно... Значи многу си луксузна, многу си богата. Едно божиќно родено дете ми е второто, но овие се подарок од нашата Дени Жерновска, девојчето кое поместува граници, така да таа прва ми забележа, не ви е украсено доволно студиото, викам, твоите перници одат токму во нашето студио. И благодарам и на неа. Поздрав до Дени, поздрав и до нашата гостинка, професор доктор Викторија Трајков, како што ве најави и нашата Искра. Еве вака, бидејќи имате многу повеќе информации, следите, за почеток би можеле ли да кажеме каква ни беше годината на дипломатски план? Како ја видувате вие? Сега вака малку професорски, па после дипломатски одговор ќе пробам да ви дадам. Во поглед на тоа што како еве можело, а не било, или што би требало да... Што ќе беше ако беше, или ние битолчани најчесто викаме што би било кад би било. Така. Како и да е, значи, годината на дипломатски пат ја одбележавме со, за жал, низа многу скандали, за кои што не би сакала да обременувам сега утринската програма ваша, меѓутоа доволно е да кажам дека бевме председавачи за ОПСЕ, навистина на голем настан за една држава, не успеавме да наметнеме теми од национален интерес, што него доволно и го искористивме председавањето со една таква институција, со еден таков настан светски, односно европски, за кој што луѓево можеа многу да слушнат за нас и ние да се наметнеме многу како држава, особено во период на една таква ситуација кога сите сакаат нешто да грабнат од нас и на секој сака нешто да земе од нас и секој вика ова е мое, не е ваше. Така што можеби тоа еден од најновите, поновите настани во текот на годината. Имаше доста други вака скандали кои што ја тресеа македонската дипломатија, на кои што навремено и медиумите известува и мислам дека се на се јас би го оценила со добра двојка. Скромно навистина. Во едно ваше поранешно интервју го читав со внимание и имавте исто така еден ваш исказ на луѓето кои што ја водат нашата дипломатија и кажавте еден интересен термин скромноумници. Дека нашата дипломатија, за жал, ја предводат едни скромници кои не ја познаваат доволно нити својата историја, нити пак пошироко. Многу ми е криво, без разлика дека еве сега јас не сум кузне колку постар човек и така натаму, меѓутоа многу ми е криво кога не се зборува за она каде што ние припаѓаме. Криво ми е затоа што не се брани Македонија, не се брани македонското, не се брани македонскиот јазик и бевме сведоци овие неколку години дека само некој нешто не уништува и некој сака да земе од нас. Скромноумници, да, им во едно интервју беше за еден магазин во кој што ги нареков сите оние кои што се занимаваат со дипломатија и тоа е можеби проблемот на македонското општество, затоа што на позиции се ставаат луѓе кои што појма немаат од тоа што треба да го работат, но ако ти си ја сакаш државата, ја сакаш Македонија, ја чувствуваш своја и сакаш да бидеш дел од неја, тогаш без разлика кај да си на која позиција да треба да браниш нешто, тогаш си ја браниш Македонија, си браниш оно што е твое и каде што припаѓаш. Не можам да се замислам да седнам на маса и некој да ја критикува колку е лошо да живењето во Македонија, јас да викам па да, вистина катастрофа е, ајде еден дел ќе ви даеме. Тоа е недозволиво.
Така што во тој сегмент мислам дека имаме доста ограничувања, особено на последните години на сите оние кои што ја водат дипломатијата. Мислам дека како кадар, како капацитет кој што работи, дипломатите, кариерните дипломати кои што работат во самото министерство се навистина прекрасни луѓе кои што доста дел од својот живот го посветиле на дипломатските односи, на кариера и така натаму. Мислам дека не се доволно искористени. Тоа е тука го детектирам тој проблем и секако желбата да се брани Македонија. Искра веќе прашам и јас и ќе се надоврзам на нејзиното прашање. Во светот веќе гледаме жени на клучни позиции, лидерски позиции, дипломатски позиции. Како се покажаа нашите жени во дипломатијата? Жените во дипломатијата се буквално прави лавици, ако се можам тоа така вака символично и фигуративно да го кажам, бидејќи навистина се работи за капацитет на луѓе, жени кои што работат во самата дипломатија, кои што кажав и претходно со помош на тие обуки кои што нас ни ги овозможи НАТО како членка нашата земја на нашата членка и односно аспирант исто така на како земја аспирант за влез во Европска унија, доста обуки сме посетувале надвор од државата, сме виделе искуства и така натаму, но исто така и сме ги примениле во нашата земја. Жените дипломати се многу поодговорни и иако се уште важат оние стереотипи дека од другата страна кога седиш на нелитетате средби или форматот да 1+2 или 2+3 без разлика, се гледаат можеби малку со скептицизам бидејќи жена од другата страна, но верувајте ми дека баш таа жена е таа која што може да избалансира, нели оние сите карактеристики кои што ги носиме сами со себе, знаеме да се соочиме со секоја ситуација, па и да некогаш да тропниме на маса без разлика дека нели станува збор за жена. Така, а како ве прифаќа посилната страна? Како тие на вас? Се борат. Се борат. Да, се борат, не така лесно ни отстапуваат место. Веројатно се уште пак ќе кажам, тие стереотипи владеат кај нас во општеството и можеби тоа е единствениот проблем за кој што се гледа со жена е за дома. Само тоа е некоја работа која што може да се уште влие и трае и можеби ќе трае уште генерации, меѓутоа работите се менуваат и некако достапноста до тие социјални медиуми и така натаму, можеби ни ја подобрува улогата во самото општество, меѓутоа сум осетила и на своја кожа доста така со сомнеж за на крајот да речат браво и подаваат рака. Добро е, чим подаваат рака. Искра, си замислувала ли ти некогаш да се занимаваш со дипломатија? Можела ли да се видиш во тој свет? Не, се ќе те кажам зошто. Ако смеам да си дозволам, се рака јас отстрана и како судија си седам. Ми делувате како нетипичен дипломат. Во кој аспект? Научени сме да ги слушаме. Секогаш се не фасцинирам, вчудена и видена сум од нивниот говор. Како може толку многу да зборуваат, а ништо да не кажат? За разлика од нив, вие доста директно. Ја разбравме, да. Да, директно зборувате и себе разбрав. Каде го учат тој говор? Јас стварно добро, не знам. вака за ние да станеме дипломати општо, посетуваме година дена дипломатска академија, каде што нели имаме различни типови на семинари кои што ги слушаме и на крајот на годината ние треба да го положиме тој државен дипломатски испит за да може да бидеме дипломати од кариера. Тоа е некое искуство кое што навистина се учи, меѓутоа доста знае дека никој не ги разбира ништо? Или тоа е свесни се, свесни се, меѓутоа затоа е дипломат. Кај мене можеби тука превладувало моментот што јас некако порасна во медиум. И сега сум и веќе професор и така натаму и можеби ќе кажете нешто да има поинта тоа што го кажувате. Така можеби на некоја друга страна ја зафатив целата работа, меѓутоа дипломатијата е нешто за кое што очекуваат луѓето да бидеш ладен, да бидеш непосреден, да имаш ограничени зборови со кои што ќе се изразуваш, меѓутоа на крајот ништо да не кажеш. Точно е тоа, меѓутоа еве да речеме тоа не е како да ви кажам, не е типично за една голема дипломатија како што е американска дипломатија. Последен пример кој што баш вчера кога се договаравме за емисијата размислував што можам вака од прилика да ви спомнам, е моменталниот претседателски кандидат за Америка Ники Хејли
Она е амбасадор од кариера и беше амбасадор во Обединети нации во Њу Јорк на Америка и сега се занимава со политика. И ако ги следите таа политика американска и тие кампањи политички така натаму, ќе видите дека жената нема врска со дипломатија, него е во еден друг правец на кој што да стварно има многу поенти и има што да се и новинарите да искористат и гласачите да слушнат и така натаму. Така што можеби микс на неколку занимања во текот на животот прават да не си само типичен дипломат кој што нели треба да седи во канцеларија и да каже 3 збора. Да, после прашањето на Искра, јас се потсетив за тоа колку често го слушаме и го читаме она дека и дури и во бракот е неопходна многу голема дипломатија, нели? За жал. Да. За жал. За жал, да, но... И компромис, уште повеќе за жал. Да, во мојот случај сме двајца дипломати дома, така што и мојот сопруг е исто дипломат од кариера. Па така дипломатски се однесуваме малку повеќе. Немаме кирка, помалото дете ни е кирка Галена која што има 8 години. Ја разбира дипломатијата? Не, доста не шие политички, така што Секоја чест. едно со друго не сечи во поим. Браво, браво за Галена. Што е клучно за да се занимава еден човек со дипломатија и колку таа се учи, колку се проверува минатото или целиот оној тек развоен на еден човек кој треба да стане дипломат? Дали не треба, тоа значи дека не треба да има ни една дамка во своето портфолио? Ако зборуваме за протоколарно како тоа би требало да изгледа и по хартија и по книга што значи еден човек да биде дипломат, тогаш е многу поразлично од ова што се случува кај нас, не само во Македонија, не сакам да зборувам за македонска дипломатија, туку општо и во на Балканот, а можеби и во Европа. Да, значи треба да бидат доста спремни, да имаат познавање на неколку јазици, не само да се зборува англискиот јазик, туку да се знае втор па и трет јазик, и тоа се доживува за спремен дипломат во една сериозна дипломатија. Повторно ќе се навратам на американска дипломатија, пошто по мене по вокација ми е малку да ги пратам повеќе американската дипломатија и све она што се случува околу неа. Таму се луѓето, сите што работат во дипломатија се доста многу спремни за тоа, значи го учат јазикот кој што ќе одат нели на мисија, ги спремаат предходно, знаат предходно неколку години каде последната година ќе бидат, така што не се прават решенија, не се носат решенија од денес за утре. Тоа е систематско нели делување. Еден човек за да биде дипломат треба да биде навистина чист. Во чист сметам дека тоа треба да биде портфолиото како што треба, CV-то да биде како што треба, така што сметам дека некои стандарди и критериуми мора да бидат запазени за да бидеш дипломат од кариера за кој што апсолутно ќе може да се каже дека ете тоа е дипломат за кој што учат децава кои што нели студираат на меѓународни односи на пример. Така што има доста работи за кои што и ние треба апсолутно да поработиме. Не е се така црно, навистина кажав дека има кадар кој што работи е доста спремен во самото министерство, но ако се пренесува од генерација на генерација во смисла кога ќе дојде помалат кадар да се пренесе искуството, мислам дека ќе бидеме на добар пат. Така. Што најмногу им недостига, професорке, на нашите дипломати? На нашите дипломати во глобала не им недостига многу, можеби тоа го прави самата средина во која што работат, но и верувајте ми дека многу е важно кој ја води дипломатијата, затоа што тука се носи теркот како ќе треба да се однесуваме. Не знам, луѓето сакаат да бидат унапредени затоа што заслужиле, луѓето сакаат да одат на мисија затоа што во тоа вложуваат цело време, да не се делат луѓето во политички во смисла, пошто дипломатијата и здравството не треба да бидат политички, односно луѓе кои што работат таму не треба да бидат упатувани на мандати заради политичка партија или заради симпатија која одредена политика. Туку сето тоа да се прави на професионална база, бидејќи на крајот на денот ние се соочуваме доста со дипломатско-конзуларни представништва кои што не креваат на телефон, не можеш да ги добиеш, не можеш да завршиш работа, да извадиш пасош, не знам, документи така натаму, а пак од друга страна некомпетентни имаме одреден процент на луѓе како и во секоја институција кои што не баш така добро си ја вршат својата работа. Можеби тоа ќе речете дека е секаде случај, меѓутоа особено во дипломатијата не треба да се случува затоа што ние кога заминуваме надвор, кога одиме во мисија надвор, ние сме Македонија. Значи мене кога ќе ми се јави некој кога или ќе дојде во конзулат или во амбасада, јас сум Македонија кој што треба да ја представам. Од мене зависи јас како ќе ја наметнам државата. Секоја чест. И сосема накратко, за крај, што очекувате од 2024 на дипломатски план?
Во 2024 очекувам многу работа се сменат на дипломатски пат, сега малку и побрутална ќе бидам во одговорот, затоа што сметам дека доволно се попушти и се допушти секој да сака да зграби од она што е македонско. Сметам дека треба да бидеме како дипломати многу поактивни, да учествуваме во сите работни тела кои што ни се дадени во можност, меѓутоа и да лобираме, затоа што тоа е можеби една од карактеристиките на добар дипломат, да знае да лобира, да ја наметнеме својата држава на местото каде што треба. Можеби не можеме да смениме работи кои што се направија како катастрофални изминатата година, меѓутоа можеме да ја подобриме позицијата на самата држава. Македонија да ни биде фокусот на секој еден дипломат во државата. Сакам да верувам дека ќе успееме во тоа и дека ќе биде тоа една таква година, искрено. Ако не пробаме, нема да знаеме, така? Ете така, токму така. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Јас многу ви благодарам.